Агенцијата за млади и спорт ИЦ Витана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ракометот кај нас во Македонија секогаш е актуелен од таму некаде 54-та година, кога почна да се игра малиот ракомет, па постојано во тој период од тогаш до сега низ ракометната сцена минува многу личности, некои оставија поголем печат, некои помал, меѓутоа беа присутни и нивниот придонес во развојот на ракометниот спорт беше голем без оглед на тоа колку долго се задржале во овој спорт кој еве во последниве години кулминира со оние репрезентативни настапи, со добри резултати на нашата машка репрезентација на завршите приредби од оние големи манифестации како европските и светските првенства. Доволно е само да се каже дека се изборивме за еден континуитет на учество на тие големи приредби, што говори дека ракометот живее, има перспектива и дека за да се дојде до ова денеска што го имаме во ракометот, во минатото сме имале луѓе кои дале голем придонес, па тие и денеска се присутни и може многу да се искористат и да помогнат во развојот на ракометниот спорт. Сега пред да ви ја представам следната наша спортска легенда, некако јас сум во дилема дали да ги истакнам повеќе неговите играчки или тренерски квалитети, но низ разговорот вие самите од него ќе чуете што е она што било најбитно во неговата кариера, од тоа и ќе откриете што повеќе вака му останало во меморијата, дали како играч или како тренер. И да не должам повеќе, да ја представам нашата следна легенда, тоа е Љупчо Савевски, познат ракометар на времето, потоа тренер, мина речиси ни сите селекции на Македонија, женска, машка, младинска, сениорска, па самото тоа говори дека се работи за еден исклучителен човек кој целосно е посветен на ракометниот спорт. Љупчо, тука си во емисијата, па еве дадов мал вовед за ракометот, за она што значи тој спорт денеска за Македонија и воопшто не само во спортското, туку во целокупното наше живење, па еве како репрезент на тој спорт на почетокот за твоите почетоци. Па еве, прво добар ден за тебе и за вашите гледачи. Јас почнав далечната 69-та година, 70-та во школската екипа на 11 октомври, кај професорот Вангел Коловски, и тренер беше Владо Милјовски Брле, кој ни ја внесе љубовта за ракометот и јас се живеев, роден сум во Пајко Мало, ама дојдов пред земјотресот во Пролеќи, уствари на границата меѓу населбата Пролет и Ново Мало. И, како што знаете, во тоа време имаше едно игралиште на ракометниот клуб Пролет и сите се задојувме таму, сите го засакавме тој спорт. И, значи, пред се ја понатака во разговорот ќе напоменам дека основна работа за нешто во животот е љубовта. Значи, треба да имаш љубов, да сакаш, да направиш нешто, а ние токму таму, значи, во 11 октомври почнавме, за жал, отидовме после завршување на 8 оделение, 71 година, и Пролет немаше, ракометниот клуб немаше младинска екипа и комшијата мој Љупчо Мишевски играше во Вардар, нас два тројца не однесе таму, само ја останав таму. Дојдов во еден клуб кој беше многу добро организиран, почетоците беа со Смугревски Димче, познатиот спортски работник, и Лектор Босковски кој дојде од Романија. И тогаш почна нешто, една нова ера во македонскиот ракомет, донесе нови тренинзи, нов вид на пристап кон работата. Да, бидејќи Романија беше уште светски првак, сила, он тој беше помошник тренер на младинска имитација, не знам како беше. И ние бевме млада екипа, во ПО имаше и стари, и Лав беше, и Гоце Сипковски, и Ефто, Коки, Јанев, Мане Насков, имаше збир на стари и на млади играчи, полека се селектира играчите, постарите се откажуваа, а таа генерација на помлади ракометари што беа во Цветан Димов
И повеќето од нив, негде 6 души бевме од населбата Пролет. Која година се формираше таа екипа, дали може? 71 година. Јас дојдов во Вардар 71. Значи тоа негде 71 година почна. Боскос дојде 70 лектор. Претходно 2-3 години со Вангел и Брле. И со Брле благодарејќи на 11 октомври училиштето и игралиштето што беше градено меѓу зградите таму во населбата Пролет, а од спротива пак преку улицата беше Јук. Мичурин, да. И стана конкуренти Пролет. Идевме така на такмици, да. На тие дерби на пример имало тепачки 3-4 гледачи, па точно така. Ова што викаш и тепачки така. Тоа беше твојот почеток. Сега ајде сети се на некој настап од Вардар, кога дојде ти младо момче, млад ракометар, генерацијата, ја кажа од таа генерација, па јас долго и другарувам со Лав до денеска другари. Мане Насков, господа, Мане Насков беше познатиот фарист. Фарист во телевизија, да. Македонска телевизија, сега во Сител таму и така имаше доста момчиња кои излегоа од таму и остана присутни во нашето, така да кажам, општествено живење. Па нема, тука 2 години ние работевме со Лефтер и напредувавме многу. Значи, бевме во Македонска лига, после дојде Чаве, значи Славе Атанасовски, ние се спремивме физички многу добро, после доаѓа Славе како играш тренер, како лидер, како човек кој бара многу дисциплина и начека една генерација изузетно квалитетна, значи Зорба на крило беше, Гиевски, Бакар, пикери беа Здравковски, Мите и Борче Номовски, Никола Божиновски бек, Фичо Пеовски беше тука, Чаве како среден играч, па после дојде Лозановски, јас на десни бек, Кири Ивановски и Зоки Гиевски после се уклучи. Имаш уште некои млади помлади играчи кои се уклучува и значи ние Чаве кога дојде првата година влеговме во втора лига, тоа се формира втора лига. Првата година за еден бод Борац Орешовец не избега. Влезе во прва лига, да. И значи третата година од доаѓањето на Чаве влеговме во прва лига, се боревме со Пролет и со Работнички. Пролет го надминавме со 7, а Работнички со 9 бода, мислам така. И влеговме во прва лига. Значи тоа беше тој циклус од 4-5 години во кој таа генерација влезе. После тоа Зорба отиде во Пролет, па дојде Печиновиќ, Михајловиќ на крила леви, Русмир дојде после тоа. Сега, ајде за некој надпревар, пред емисијата говоревме нешто за некој надпревар од првата лига, сега влеговте вие млади сите во оган, прволигашки, а првата лига југословенска во тоа време беше може силна, затоа што 72 бевме како Југославија олимписки шампиони, Чехословачка тогаш ја победивме во финалето, имаше една на вистина супер генерација, тие играчи игра по клубовите Хорват, Лаварнич, Лазаревич. Се среќававте со нив. Ајде за некој од тие надпревари. Па нема, ние почнавме со голем ентузијазам, се преселивме од игралиштето во парк, во Кале, полна, секоја утакмица беше полна. Не беше како навијачки групи, доаѓаа народ си навијаа така. Тоа е една еуфорија беше. И ние првите надзирања на добри игри покажавме во Белград, за малце испуштивме Црвена звезда и почнавме да играме, добиваме две утакмици, доаѓа Борац Бања Лука, европски првак. Значи 2 години не изгуби утакмица. Доаѓа во Скопје, опуштени, сигурно ќе победат. И ние ги победивме, тогаш ја бев играч на утакмицата, давав 7 гола. Све ми поаѓаше од рака, таа утакмица имаше на телевизија. Имав девојка тогаш и она сакаше да дојде на утакмица, викам не доаѓа, утакмица има на телевизија, мислев ќе изгубиме сигурно. И кога доаѓам после тоа, она плаче. Зошто ме не знам дали ти коментираше, мислам дека ти коментираше. Може, и тоа чудо беше таа утакмица. Затоа што Борац претходно го коментира финалето со Фредерици, Данска, тогаш стана европски шампион, се сеќавам, ви оставија впечаток некои играчи, а после тоа долго време се среќавам со еден од двајцата браќа Голич. Да, Голич, да. И добри тренери станаа тие после тоа. И така имавме контакти и црпев од нив информации што ми беа неопходни за коментирање така. И тоа, продолжуваме сега. И тоа, па после имаше утакмици со Металпластика, исто
еден занос, победа и на крај доаѓа две кола пред крај Криваја и не можеме да играме Окалија, игравме во автокоманда, Криваја прво место, ако победи во Скопје првак. Од Завидовиќ. Од Завидовиќ, да. Задни 10 минути, тогаш имаше 5 минути исклучување, задни 10 минути со човек помалце играме и ја ги дам последните 4 гола. Не знам, тогаш трениравме, остануваме по саат време, шутираме со Ванчо, се јадевме голманот. Ванчо не беше пола екипа, страшен голман. Бранеше и за репрезентацијата на Југославија. Ама колку сакавме да успееме, ние тренираме и остануваме по 1 саат шутирање, раката сама ми идеше. Ние со човек помалце, ние даваме голови, победуваме. И се сеќавам на таа утакмица, татко ми доаѓа дома, мајка ми каже плаче, што е гужва од автокомандата, тесен излазот е и се буткаат луѓе и се буткаат и татко ми го буткаат и некој вика пазите го буткате, вика таткото на Савески. И овие се тргаат одма и татко ми среќен доаѓа, покоен сега, нели? И доаѓа, вика мајка ми на солзени очи, вика тоа беше еден занос. Мислам, ја бев 19 години тогаш. Сите, не само ја, тука сите играчи што ги спомнав, бевме еден тим, едно дружење, една љубов која владееше во тоа. Покрај овие работи што ги кажа сега на крајот дружење, љубов, ти претходно меѓу редови го кажа и рецептот за успехот, она која кажа дека останувавте после тренингот уште 1 час, час и пол, самите, за да одиграте нешто, да шутираше. Така треба да се работи, за да се постигне еден врвен спортски резултат. Ако го нема тоа, ако ја нема таа желба, не знам. Тешко може да се успее. Да, секако. И сега, тоа беше еден период кога ти доживуваш една афирмација како играч и тоа е еден од најмладите, младинска репрезентација, играш на бившата држава. И што се случува потоа со твојата кариера? Дали беше толку малерозен, па некоја повреда имаше и... Еве вака, ние првата година бевме фантастични и бевме изненадување. Втората година почнавме фуриозно. Тепавме све и отидовме на турнеја во Холандија за божична, за католички божик и на враќање татко ми почина. Кај мене една трагедија, надоврзувам за таа ситуација и во меѓувреме играчите немавме редовни исплаќи, почнавме да штрекуваме. И не трениравме, значи баравме да се платат стипендиите и сами, мислам дека наша кривица е тоа, значи од една добра позиција на табелата почнавме да паѓаме. Во исто време ми се јави повреда. Значи ја добив една повреда на рамото која на еден мускул, јас секогаш го кажувам супреспинатус, мал мускул позади и не можев да шутнам. Значи ја можев да играм све, ама не можев ја. Тоа е стварно интересантна работа, со 19 години го постигнав врвот во играњето. Ку знае какви ми беше крајот. Ме бараше Металпластика, Ниш, Слован, Љубљана, Младински ремтивец на Југославија, Берем стивец на Југославија, кандидат за олимписки игри во Москва и не стигнав на филтерот да биде и почна тој застој. Значи... Па тоа беше изненадување за љубителите на ракометот, одеднаш што се случи со Савески. Па затоа јас сакам да кажам... Ракометар кој требаше да има еден брз подем, кој што имаше на почетокот, да одиш нагоре, одеднаш остануваш на тоа ниво, значи причината да. И толку беше таа... Па не може, па не, ние... Изненадувачки видело, да не може да шутне. Све во склопот, значи све тоа се води со менталниот склоп. Значи, мојата трагедија, расположението, не сум, татко ми да беше жив, сигурно ќе превземеше нешто, ќе идевме во Белград, ќе идевме во Загреб, ќе правиме тоа. Значи се собра. Се собра тоа и тоа јас продолжив да играм. И бев добар играч после тоа, ама не бев никогаш така како што бев. И тоа беше една од причините. Вардар се растори после тоа, мислам, не испаднавме од прва лига, уште година-две останавме во Вардар, отидов во работнички, некој хир мој се подкарав со председателот Смугревски, година и пол бев во работнички, па после тоа како најмлад играч кој успеа да избега од Југославија, отидов во Германија со специјална потврда како хранилец на фамилија, нешто сестра ми беше малце болна, тогаш беше у Швајцарија, добив некоја потврда и од значи со 25 години, не знам дали се сеќаваш дека во тоа време никој не можеше да напушти Југославија испод 28 години. Да, имаш и исто пропис донесен до 28 години, тука после тоа... Значи тука негде 92-91 крајот ми завршува кариерата во Скопје. Во меѓувреме, значи, играш најнапред таму, Пролет, Вардар
Немаше некој друг клуб после Вардар во работнички, Македонија? работнички. Работнички, ова што го кажа, али кус период. Кус, година и пол. Година и пол и после одиш во регионална лига. Во Селп, Хученлетен, во Германија. Германија. Тоа е позната фабрика за порцелан. Таму кратко престојав, влеговме во втора лига, ама имавме исто пех. Сакам да ви кажам нешто друго тука, кога зборевме преска дека во животот стварно треба да имаш сакање, да имаш љубов за некоја работа, треба да имаш визија. Зборам и за играч, зборам и за тренер. Нели, треба да имаш визија, треба да имаш план, да знаеш што сакаш, макотрпна работа, нели? Да се даеш себе си, целиот, и на крај среќа. Ако немаш среќа, немаш ништо во животот. Тебе како да ти го сврти грб среќата. И сега гледате, страшна позиција. Тој газдата на фабриката толку беше одушевен од мене, спремен да правиме и појака екипа и све. И се враќаме со тренерот назад со кола да стигнеме во Дубровник. Имавме некоја мала турнеја, он беше од Дубровник, Лука Вераја. И не сакаше да застане, возевме брзо. Јас му се слоши после Љубљана, јас седнам за волан, од 20 живи останавме, голема сообраќајка кај Загреб, кај Окучани, кај Кутина, и јас имав потрес на мозокот, набиеност големи, останав таму 15 дена во болница, па после дојдов во Скопје и 2-3 месеца не можев да играм ништо и не продолжив, не се вратив таму. Тие пак ме бара, јас сакав да идам на некој поголемо ниво и тогаш имаше еден менаџер ме спои со Крстиш, не знам дали се сеќаваш, играше во Динамо Панчево, таа генерација, во олимписката генерација, 72-та, мислам дека беше на Олимпијада, играч и тренер во СГ Диценбах, прва лига. Јас сум значи први македонски играч. Динамо Панчево прва лигаш беше, се сеќавам. По крајаc беше таму, после тоа Крстич беше таму. Имаше едно крилце Вребалов, се сеќавам овдека на работнички предходно. Тоа предходната генерација. Им задаваше големи мачи. Ракометен град Динамо Панчево и Криво Капич играч, значи тоа е СГ Диценбах и пак ќе ви кажам, тоа ми годи многу играчи дојдоа, пред тоа доаѓа на печалба нова и после тоа и Пепи Манасков и многу кои играат во Бундеслига. Јас сум првиот македонски играч кој настапуваше за еден бундеслигач, тоа е СГ Диценбах со Криво Капич заедно. За несреќа, клубот го фатија во даваше пари под црни пари, на Криво Капич му ги даде парите во Југославија, он ги зема 70%, ја за плата доаѓав таму, работев, играв. И пропадна клубот финансиски, и јас морав да одам и се вратив назад, тогаш не знам, тогаш бев во некоја љубов, како така, па сака да се вратам назад и дојде покана од Кале. Кале да бидам тренер и играч, прв пат во животот, тогаш и тие 6 месеци, 3 месеци работев малце и успеавме да не испадне Кале. Тоа е едно прво искуство. Имаше многу постари играчи таму, Камбер Металари беше Божиновски, архитектот, многу постари играчи. Значи тоа искуство прво беше тоа и значи тоа е мал период во Кале. Кале негде тоа беше 82 година, 83 година и 83 година идеме за Пелистер. Тогаш и Ванчо беше, Јовановски, Маринковиќ, Аца Станковски, Здравковски, таа генерација. Една година бев во Пелистер, тогаш нешто мајка ми се разболува, па ја доаѓа, патувај, не се наоѓа, ќе дојдам еден тренинг, па ќе дојдам во Скопје. Повторно таа среќа, што викам, постојано некој малер тие работи. Така таа година успешна година, ми беа тренери Мунетич, братот на познатата оперска певачица, нели, Гертруда Мунетич, па после Костелич, изузетно Јаница Ивица таткото таму беше. Па и добар тренер стана и во скијање тие работи и од таму отидов во ЈНА и прекинав таа година, 85-та година, бев на последната парада. 85-та година. После дојде Каменица. Каменица дојде, да. Па сега слушам дека повторно во Пелистер. Повторно сега се враќа. Добро ги знае условите овде. Инаку тој најголемиот успех го постигна со младинската репрезентација во Риека. Во Риека. Го освои светското првенство. Имаше страшни успех. Силен состав и обрван играше, тогаш се сеќавам, покојниот Пуц беше супер играч. Пуц, да. Имаше така. Имаше. Сакам да кажам малце за Пелистер кој тој период со Силјан Мицевски, со
градежното предприятие Пелистер, еден страшно организиран клуб и многу јаки поединци. Булета беше таму, професорот декан на факултетот сега во Загреб, беше Јовичич, беше Фестич, Репстици, све. Да, со големи амбиции се создаваше тој тим кој во 90-тите постигнуваше резултати и на меѓународна сцена, па стигна и до полуфиналето, кога беше елиминиран од Лемго. Од Лемго, да. Постојано го споменуваме. Со кого да разговараме од ракомета? Секој минал низ Пелистер и тоа е нешто неверојатно. Секогаш се повторува истиот муабет. Значи, после враќање од војска у Вардар, еден период како директор, тоа беше еден период кога Ванчо Јовановски беше тренер, Кјумбе беше Кири Ивановски помошник, и ја еден период како директор Михајлов правивме некои проекти за младински екипи, направивме едно, идев со професори, ги активирав како да работат во Вардар, во многу школи низ цело Скопје. Направивме едно, не знам, едно 200 деца. Тука беше страшна организација, тука некои мали проблемчиња после испадна и се случи да таа негде 87 година добијам понуда Рашич, Ѓорѓе Рашич, мој побратим од металопластика, ме бараше и вика, сакаш да идеш у Памплона или во Конверсано. Памплона, градот на Ернест Хемингвеј, нели, коридата, уличната корида, од таа страна сум читал тие работи, ама овдека поблиску Конверсано, викам, ајде ќе идам Конверсано. И одиш во Италија. Идам во Италија, таа година Теленорба беше газдата, тој директор телевизиска куќа, една екипа интересантна. Одиш како играч? Како играч идам таму и се случува нешто што исто се случува. Немој пак за Малери. Па Малер пропаѓа газдата, пари нема. Пропаѓа клубот. И што се прави? Ја доаѓам таму, имаше едно представништво во Бари, имаше еден босанец и го чита договорот, што кај ќе бараш пари, вика, тука пише, вика, психофизичка состојба дека да си добар, вика, ќе те направат луд, вика, иди бари на друго место среќата. И се јавува тоаш Демировиќ беше помошник на Сеат Хасан Ефендич во швајцарската репутација, после стана и селектор на швајцарската репутација. Ме покани, вика, дојди во Бесансон, има барата екипа, ја од таму одма куферите во Бесансон, универзитетски центарен прекрасен град. И ја доаѓам, они подпишале со еден југословен Србин, ние имавме пробна утакмица таму, ја на пробна утакмица 7-8 гола, тие се зачудија што да прават, овој подпишал, не може како. Имаше еден менеджер таму, ме зема, ме однесе во Белфорд. Значи, тука доаѓаме таа година со 87, значи доаѓам во една година, играм во 3 земји. Во Југословенска лига, Вардар, Италија прва лига и втора лига во Белфорд. Тоа е едно исто така интересантна работа. Куриозитет. Да. Во една година. И доаѓам во Франција, во мојата омилена земја, значи едно патешествие од 5-5,5 години, каде што поминав период година и пол во Белфорд, тоа е на северниот дел, блиску до Милус, блиску до фабриката на Монбелиер на Пежо. Па после тоа една година во Марсеј и 3,5 години во Париз, во предградијата во Обервилие и во Монжеро. Значи, тој е еден период кога почнувам да се задојувам да учам за тренер. Тоа е крајот веќе од 80-тите години и веќе крајот и пред навлегувањето во последната декада од минатиот век. И тогаш што решаваш, која идеја кај тебе? Па еве сами се јавуваат. На што да се опремиш? Имаше еден тренер во Обервилие кој беше шеф на помпие, на ватрогасците, како се вика овој. Поима немаше човекот, ама имаше така, они французите се секогаш за дружба, знаеше да организира посета утакмица, ние ќе изгубиме утакмица, тие пожарникари. Тие се смеат, ќе пијат, ја нема гајле, и се виде дека ја знам, ја му ги водив тренизите некојаш, на утакмица ќе водиме ние, ќе земе второ полувреме, ќе изгубиме утакмица. И вика, слушај, оваа година до година ти ќе останеш, ја ќе имаме и до година
до година исто така продолжи да му беше убави парите да си ги земе. И јас дојдов после тоа на покана на Пелистер. Пред тоа мора да кажам дека отидов директно тренер играч во Марсеј. Во еден ПТТ Марсеј, трета лига исто беше. Едно искуство, убави градови, Марсеј убав град, Париз исто убав град, една едукација извонредна, едно учење. Тие години никогаш нема да ги заборавам дека случајно таму се повредив, ишија се шинав и месец ден останав дома. Телевизија, пуштиш телевизија, ќе научиш кој факултет да завршиш, ќе научиш да јадеш, ќе научиш да читаш книги да ги читаш, кои понашање на луѓето, култура, на све. Тоа сеќавање ми остана голем, мислам, тој живот ми остана голем трак кај мене. Па покојната мајка ми Невена, кога дојдов, вика, синко, како беше кога се врати од Париз, како си кога се враќаш од каде било се, од Македонија. Значи, од секојдневно без бонжур месие, комо се ва или добар ден, на културно понашање, доаѓаш тука во средина кај што влагаш исто како што си ти и више како кочијаш исто, нели така? Доаѓаме. Тоа доаѓа поканата од Пелистер и јас прв пат како тренер, соло тренер, доаѓам во нова држава, Македонија, Пелистер во Лига шампиони, или беа квалификации со цели. Доаѓам со страшни амбиции, со еден план. Која година? 93. Да. И припреми во Тумбе кафе таму, 50 степени битула кој не бил, не знае, зимно време, кучина не влезеш, а летно време пекол, топло, идеме од игралиштето таму бе кабините, па до салата 2 пати тренинг по 2 сата, 3 сата тренинзи, тој период. Само јабев у Епинал, хотел, тренинг, несреќа целја, светска екипа. Изгубивме еден разлика, мислам така беше 2-1 разлика во Битола. Тогаш беа целја или пивовар на... Целја беше. И таму изгубивме и веднаш после некои ситуации околу... Ја бев многу строг, према себе и према играчите исто така. Не може да опростам да влезам во кабината и на крај на утакмица да 2-3 или 3-4 играчи пушат после утакмица. Тоа никако не може да се опростам. И кога ставив казна 5 евра, 5 марки за секоја цигара, почна бунтот полека да работи, а ја како што сум бескрупулозен, никако не попуштав за некои работи. И некако се држи за своите принципи, морав да си дојде некоја кавга таму со некои играчи, со тренерот и со разговор со Сињан Мисевски реков или ќе треба да ги бркаме 5-6 играчи, вика остани ќе ги бркаме. Ама људското во мене, тие луѓе, кране фамилија све. Зашто да идем некам подобро кидам ја и некако ми дојде во луѓето во кои веруваш и работиш со нив и одеднаш ти вртат грб или се разочара, се спротивставуваат само за човечкиот егоизам е чудна. Дали се пари, ако ги казниш играча, ако го казниш, тоа е од идеален човек кој си идеален тренер или пријател, одма ти вртат грб. Не можеш да го препознаеш тоа. Значи тој период пред да одиш во Пелистер. Во Пелистер се враќам во Вардар, значи тоа се враќам во Вардар после Пелистер. Претпоставувам дека се враќаш во Вардар со големи амбиции. Со големи амбиции, да. Се исполнија ли тие? Па не се исполнија амбициите, дека секогаш проектите, ја во животот после ќе зборам, имам неколку проекти, проектот е после Вардар следува младинската репутација во 96 година, значи понатака доаѓа проектот во Богданци, во Металург, со машката ремстација 2003 година, после тоа во квалификациите со Унгарија и Кометал. Тоа се неколку проекти кои во животот бев на граница да се постигне страшен резултат, страшна работа и за жал пак доаѓа она што гледаме, малце среќата не ти го врти грбот, малце и јас веројатно. Како играч веќе кажа збогом на ракове, се ориентираш на тренер, доаѓаш овде Вардар Пелистер, а она прво огнено крштевање ти беше во Кале 5-6 месеци. 5-6 месеци, па во Марсеј после тоа како играш и тренер. И Марсеј, зборувам за домашен терен овде. После тоа почнува и твојата репрезентативна кариера. Ја спомна 96-та година, се сеќавам. Ја доаѓам како сам, мислам, како соло покана од репрезентација, доаѓам на 96-та година, правиме програма, ме назначуваат за селектор на кадетска и на јуниорска репрезентација, 2.
И тогаш идевме, јас ги собрав репрезентативците, бевме на припреми и повеќето беа и во младинска и во кадетска, и отидовме во Кофлах со кадетите и за влакно не се пласиравме, игравме со Данска, светски европски првак, со Австрија и не знам кој беше уште една, таму ја победивме. Со Данска играме нерешено првата утакмица, задња минута, и тогаш новото правило беше со да може да влезе играч со маркер. И ја викам маркер, до мене седи директорот Маријан Огњановски, нема маркер, соблака кошулата, вади мајцата, ставаме ние маркер, и сега маркерот не мора, екипата, не брзината, не гледаме, екипата противничка со бели дресови, судијата тајм-аут, 2 минути, ние зима топката, задња секунда гол и губиме со европските светски прваци, Данска една разлика. После добијаме една утакмица и одлучувача утакмица со Австрија, не победивме, ама и подобро што не победивме, затоа што европското првенство кадетско и светското се тука беа блиско и неќе можеше да се направиме, да направиме некој успех. И сега ние идеме во Кавадарци на квалификациите со Шведска, се зборам за јуниорите, со Шведска и Израел. Една еуфорија. И квалификации зборуваш сега за светско првенство во Турција. За Турција, да. И со една Шведска исто така светска велесила, успеаме да победиме и да победиме со Израел и како изненадување идеме на светското првенство во Турција. Значи, тогаш се случува она што викам ја еден проект кој јас го фактички копирање на светските прваци и Франција, имав еден пилот. Она што си го видел претходно го црпиш. Но имав и програма од Константини, употребуваш овде. Ние имавме, замислете кој ентузијазам. На наше тло можеше да успее. Можеше да успее. Па успеа тоа. Сега ќе ви кажам и како. Како успеа? Ама имаше и прекини после. Никој не дозволуваше да имаме 4 циклуси. Советот ми рече имате 7 дена во струга, толку вие. И се ние, јас, Маријан Огњановски, сестра ми покојна исто така, помагавме, најдовме спонзори, луѓето од Кавадарци, сегашниот директор на Повардарие, директорот на тогаш на ХЕЦ Неготино, ни обезбедија 2 пати по 9 по 8 дена во Кавадарци, трениравме по најнови методи, значи по 4 до 6 сати дневно, се лееше пот. Влеговме у комбинација исто спонзорства добивме од Калифорнија Фитнес со витамини, со тие работи. Децата научија како треба да се прв пат се случи тоа во ракометот, да имаме толку простор. Никој не даваше толку 40 дена. 4 циклуси по 8 дена. Ги видавме квалификациите и сега кажи ни за Турција, што? Па ете ги, ова се припремите за Турција.